Мора да направиме сетирање, во кое што сетирање е најважно да најдеме начин на себе организација да не ги избегнуваме појадоците. Да најдеме начин да појадуваме. Тоа ќе ни помогне да се премостиме во текот на денот, да не доаѓаме во ситуација да имаме многу гладни, а и да не доаѓаме во ситуација да имаме ризици од хипогликемија заради тоа што не сме велели ништо. Значи, најдете време за доручек по 7 часот, кој што доручек во оваа ситуација ќе биде на база на интегрални житарки, па и во комбинација со некој овоше со банана, овесна каша со банана е стандардна препорака што било кој ќе ви ја даде нутриционист или кој практикува здрав начин на исхрана. Зборуваме сега во период на пости, кога не се, можеме да јадеме и млечна, да речам, млечна исхрана нормално. Или да комбинираме со тоа и млеко или јогурт. Идеално. Сега, понатака, наоѓаме време во текот на денот во една пауза која што ја Милки се направиме, пауза во крајна линија, да внесеме или барем цеден портокал ако не можеме да јадеме овошје. Да лупиме јаболко или нешто на работно место, можеме еден цеден портокал со кафето да испиеме и тоа е популарно и е корисно за да ја зголеми детоксикацијава на организмот и да внесеме витамини кои што им требаат. Пред се витамин С. Зборуваме за период некаде 11, 12, 1, нека биде часот. Понатака се враќаме. Дома го правиме клучниот оброк, меѓутоа тогаш не мора да изедеме се. Треба да бидеме умерени, да направиме оброк кој што ќе ги внесеме протеините, бидејќи тие ни фалат. Од сабајле почнуваме со аглехидрати зашто ни треба енергија. Нормално препорачливо е колку поише можеме овоше да јадеме во ред, да внесеме протеини во текот на ручекот, колку и да се служи тој, 4, 5, 6, и понатака да најдеме начин да не вечераме, ако може во 8, 9 и така натака. Ако сме гладни, а ќе бидеме, веројатно, ќе замениме со она што е многу важно, тоа се одредени јаткасти плодови, кои што не можеме да ги изедеме во огромна количина, имаат многу калории во себе, меѓутоа тоа се здрави калории. Зборуваме за бадеми, ореви, зависно од потребите, лешници, кој што милува. Меѓутоа, едноставно тука има толку многу здрави компоненти кои што ќе ни дадат енергија, а ќе ни помогнат здраво да се храниме и да речеме и подобро да изгледаме.